Почнуваме со вестите, а за почеток убава вест за стечајните работници. На последната седница владата го усвои предлог законот за стечајците. Ќе бидат опфатени околу 3000 стечени работници, кои месечно ќе добиваат по 7600 денари. Околу 3000 стечени работници месечно ќе добиваат по 7596 денари, со што ќе се реши нивниот екзистенционален проблем, со кој се соочуваат долги години. На синокешната седница, владата го усвои предлог законот за материјално обезбедување на невработени лица, поради приватизација на предпријатија со доминантна собственост на државата, во јавност уште познати како закон за стечајци. Со законот се опфаќаат невработените лица на кои им престанал работниот однос во предпријатијата со доминантна собственост на државата после 1 јануари 1995, а заклучно со 31 декември 2016. Во меѓувреме, стечајните работници чекаат пратениците да дадат зелено светло за законот, со кој конечно ќе се стави крај на нивната финансиска голгота. Јас 64 години сум веќе. 15 години на милост и немилост. Со 28 години работам стаж, 15 години кој ќе ме ранеше мене? Гладни како чија. 28 години сум работил, плаќал сум само придонес. Кај се тие пари? Не можам лекарства да земам, да идам да се лекувам. Од 2002 навака се очекува. Нас не фрлија по болници и кој како се знаеме се наоѓаме за лекарства, а никој не ги политичарите што кажа човекот не ги интересира за нас, за нашето здравје. Никој не рекол што како за овие години како прекаруваме ние. Според предлог законот, финансиска надокнада во висина од 7596 денари ќе земаат лицата кои биле најмалку 15 години во работен однос во предпријатијата со доминантна собственост на државата. Потоа лицата на кои им престанува работниот однос во предпријатијата, каде што доминантна собственост има државата, по основ на стечај, ликвидација или технолошки вишок, и на кое на денот на влегувањето во сила новој закон е на возраст од најмалку 52 години за жени, односно 55 години за мажи. Собранието на Република Македонија денес ја отпочна 5-дневната расправа за ребаланс на буџетот. Владата најави дека се крати од непродуктивните трошења за да се реализираат дел од програмските цели. Според предложениот ребаланс се предвидува дефицитот на буџетот да остане 2,9% од БДП, а предвидениот раст да изнесува 2,2% наместо првично предвидените 3%. Предвидено е кратење на расходите од 48,7 милиони евра и на капиталните инвестиции за исто толку, а предвидено е да се реализираат сите веќе започнати инфраструктурни проекти, како и да се додаде изградба на некои нови училишта во Источна и во Западна Македонија. Ловџиите да не им прават штети на земјоделците за време на лов. Одловното друштво порача за недисциплинираните ловџии ќе има дисциплинска постапка и одземање на дозволата за лов. Со другите актуелности продолжуваме. На дел од новоасфалтираните улици во општина Штип евидентни се оштетувања. Надлежните во локалната самоуправа одрекуваат дека тоа е резултат на неквалитетна градежна изведба. Апелираат граѓаните да не вршат ископи на своја рака со цел да се вклучат во одводниот систем, бидејќи тоа, како и насочувањето на површинските води на улиците, доведува до оштетување на асфалтот. Општина Штип реализираше повеќе активности за асфалтирање на улици во сите урбани заедници, но кратко после обновата на асфалтниот слој. На дел од улиците во општината евидентни се оштетувања за кои надлежните во локалната самоуправа велат дека не се резултат на неквалитетна градежна изведба, туку на неодговорниот однос на граѓаните. Да не се вршат ископи на своја рака со цел да се вклучат атмосферските води во одводниот систем, бидејќи тоа како и насочувањето на површинските води на улиците доведува до нивно уништување, апелираат од локалната самоуправа. Причините за оштетување на одредени делници не се виновни фирмите кои што ги изведуваат, туку можам слободно да кажам дека сме виновни и самите жители на овој град, бидејќи атмосферската вода нелегално ја приклучуваме во канализационата мрежа и настануваат поголеми проблеми. Така се јави еден проблем кај
на улица Сутиска, кој што реков, кај Евана, и се јави проблем на улица Сремски фронт кај школата Димитар Лаков, каде што точно се открија проблемите. Проблеми настануваат и кога на своја рака се вршат преклучоци од домовите до канализацијската мрежа. Бидејќи луѓето одредени атмосферски води ги изфрлаат некој на патот, некој под самиот пат, пошто настануваат такви проблеми. Се апелира до жителите вакви приклучоци кои што имаат од собствените домови да не ги вклучуваат во канализационата мрежа. Локалната власт на општина Штип во последниве денови интервенираше на неколку улици во градот за да ги санира оштетувањата предизвикани од несовесните граѓани. Шестооделенецот Никола, кој на 24 јули падна од тресална од третиот кат, ја изгуби битката со животот. Вчера на Карел, каде што беше хоспитализиран, им подлегна на повредите. Телото на 12-годишното момче е дадено на обдукција. Несрекниот случај се случи минатиот понеделник во штипската населба 8 ноември, со тешки телесни повреди, скршеници на главата, на ребрата и нозете. Детето беше хоспитализирано во штипската болница, од каде што поради сериозноста на повредите во една тешка животозагрозувачка состојба беше препратено на клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување во Скопје. Според соседите станува збор за несреќен случај, односно детето не видело дека отворена вратата на балконот кој нема никаква заштитна ограда и занесено во менување канали со далечинскиот управувач на телевизорот паднало. Семејството на детето неколку години живееле како подстанари во тој стан. Ловџиите да не им прават штети на земјоделците за време на лов. Од ловното здружение порачаа случаите на Обран Бостан, Грозје, Пченка да се пријават. За недисциплинираните ловџи следи дисциплинска постапка и одземање на дозволата за лов. Не се алармантни случаите во Штипско ловџиите да прават пустош на нивите на земјоделците, но како мерка на предпазливост, надлежните упатија апел до сите ловџи кои утре ќе излезат на лов за одстрел на прелетен дивеч да се држат подалеку од нивите со бостан, тикви, домати, пиперки, пченка, како и да бидат на растојание од лозијата и овоштарниците на земјоделците. Но не само тоа, туку и да внимаваат на луѓето на полињата да не ја загрозат нивната безбедност. Ја користам оваа прилика, значи до сите ловци кои ќе ловат прелетен дивеч, значи да внимаваат да се грижат за земјоделските поседи, да не прават штети, а исто така и безбедноста на ловците и земјоделците кои се наоѓаат, кои работат на полињата, да внимаваат на ракувањето со оружје, каде пукаат и во што пукаат. Доколку во очат штети, земјоделците веднаш да ги пријават до ловочуварската служба. Против ловците ќе биде покрената дисциплинска постапка, а тоа според правилникот значи дека ловците кои постигнале породот на нивите може да останат без дозвола за лов. Праксата на ловното здружение покажува дека сега помалку има вакви случаи во однос на порано, кога земјоделците почесто пријавувале штети на имотите. Продолжува периодот на претежно сончево и многу топло време. Во поголем дел од земјава максималната температура ќе достигнува повеќе од 35, а на места по поврдарието ќе надмине и 40 степени. УВ индексот ќе биде многу висок со вредност 9. Утре ќе биде сончево и топло со слаб до умерен североисточен ветер. Дневната температура ќе се движи од 30 до 40 степени. Во наредните денови подрачјето на Македонија ќе биде во жолта фаза, а во петок и сабота одредени региони од земјава ќе ги исполнат условите за портокалова фаза на предупредување од топлотни бранови. Се препорачува внимателност во шумските региони поради постоење потенцијална опасност од шумски пожари. Во сабота кон недела се очекува да има локална појава на краткотраен пороен дожд со грмежи. Инаку, поради празнувањето на Илинден, се очекува изголемена сообраќајна фреквенција. Од сообраќајната полиција апелираат внимателно возење и возачите да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. По повод одбележувањето на Денот на Републиката, годишнината од Илинденското востание,
и одржувањето на Асном, општина Штип утре организира чествување на празникот со полагање на цвеќиња на споменикот во алејата на народните херои, спомен релјефот на Гоце Делчев во Штипско Ново село, споменикот на загинатите борци во селото Долани и букети цвеќиња ќе бидат положени и на споменикот на загинатите борци во селото Драгоево. И кон крајот на дневникот, време и за спортските актуалности. Трофеи турата со највредните фудбалски трофеи од Лигата на шампионите, Лигата на Европа и на Супер Купот во петок 4 август ќе гостува во Штип. Во рамките на активностите за промоција на Супер Купот, што ќе се одигра на 8 август во Скопје помеѓу победникот од Лигата на шампионите Реал Мадрид и победникот од Лигата на Европа Манчестер Юнајтед, Фудбалскиот сојуз на Македонија и општинските фудбалски сојузи организираат трофеи тура низ Македонија. Во повеќе градови низ Македонија ќе бидат изложени највредните трофеи, односно пехарот од победникот на Лигата на шампионите, пехарот од победникот на Лигата на Европа и пехарот од победникот на Супер Купот. Според информациите од председателот на Општинскиот фудбалски сојуз на Штип Димитар Џонов, трофеј турата започнува денес 1 август во Тетово и во Охрид. На 2 август пехарите ќе бидат изложени во Битола и Прилеп, на 3 август во Неготино и Струмица, на 4 август во Штип и во Куманово и на 7 и на 8 август во Скопје. Во Штип пехарите ќе бидат изложени на градскиот стадион во Штип во периодот од 10 до 12 часот. Ова ќе биде ретка можност на љубителите на фудбал во Штип и на околните места во живо, директно да ги видат највредните трофеи на УЕФА и секако ретко убава можност и прилика да се сликаат со нив. Вчера вечер во Чардаклија се одигра вториот полуфинален надпревар во рамките од мемориалниот турнир во мал фудбал Владко Петров. Екипата на Адрија Комерец од Чардаклија го победи тимот на Сењак 99 со резултат 8-1. Утре среда на ден Илинден на спортскиот терен во Чардаклија со почеток во 10 часот ќе се одигра финалниот надпревар помеѓу екипите на Адрија Комерц и на Трансформатори, пошто ќе се добие победникот на овој традиционален мемориален турнир во чест и спомен на трагично загинатиот припадник на македонските безбедносни сили Владко Петров. Во продолжение следи најава на настан кој ќе се одвива во водите на Охридското езеро. 11 надпреварувачи од пливачкиот клуб Челични од Штип ќе настапат на Илинденскиот пливачки маратон, што по 38 пат ќе се одржи на Охридското езеро. Ова е второ учество на штипските пливачи на маратонот во должина од 2,5 километри во две возрастни категории на пливачи до 16 и пливачи над 16 години. Утре на ден Илинден водите на Охридското езеро ќе ги заплисат над 60 надпреварувачи од Македонија и од соседните земји. Меѓу нив по втор пат учество ќе земат надпреварувачи од пливачкиот клуб Челичи од Штип, кој под рководство на тренерите Методи Петров и Мирко Јакимовски скоро 2 месеци вредно се подготвува на градскиот базен во Штип. Пливачкиот спортски клуб Челични по втор пат ќе учествува на овој маратон со импозантна бројка од 11 пливачи оваа година. Значи, ќе имаме и 4 девојчиња, некои од нив ќе бидат и по прв пат, нели, учесници на овој илинденски маратон. Се надеваме дека ќе биде добро време, значи мирно езеро, дечињата да ги покажат своите квалитети, да дечињата се подготвени максимално, значи за овој трк, бидејќи од сега, од 2 август, фактички од овој пливачки маратон стартува сезоната на далечинското пливање, односно маратоните во широм езерата во Република Македонија. Првично, значи Охридскиот ќе го учествуваат следните дечиња, значи Смилјан Нашков, Матеј Трајчев, Иван Киров, Кире Глаев, Христијан Јанков, Милан Димитровски и од девојчињата Антонија Андоновски, Вероника Зашевска, Марија Ристовска и Сара Димитровска. Имаме и најава за нашиот представник во триатлон Давид Мијалов од Радовиш, инаку наш член на Пливачкиот спортски клуб Челични, така да поради настап на Европскиот куп во триатлон во Лозана во Швајцарија, овој илинденски маратон ќе го
прескокне, а стартува нели од другите маратони кои ќе бидат нели со соодветната саатница. Традиционално, значи Хотел Парк е стартот, тамо се обавуваат оние технички работи, значи приемна комисија, проверки на здравствената состојба на пливачите и целта е на пристаништето во Охрид. Должина е 2,5 километра и во дел на овие активности значи се спроведуваат две возрастни категории. Значи првата категорија е дечиња родени 2002 и помали, односно до 16 години, и втората возрастна граница е 2001 и поголеми, односно од 16, али не постари од 35 години. Иако нашите пливачи потеклуваат од така наречено континентален дел, во текот на летниот период ги користат благодарите на Штипскиот базен и пркосно им се спротивставуваат на пливачите од така наречените езерски клубови во Македонија. Ние летниот период во наши штипски услови имаме доста добри услови за подготовка на дечиња за маратонско пливање. Се надеваме дека овие од 10 јуни се дечињата континуирано подготвуваат за овој тип на активности и се надеваме дека се максимално подготвени за овој трк. Она што го проткајуваат во базенските води ќе го докажат на квалитетот. Тоа покажува да бројката е зголемена од лани, значи лани учествувавме со помал број на пливачи маратонци. Ова година еве и слушнавме 11 дечиња. Така да нашиот пливачки клуб работи непрекинато на вклучување на нови дечиња во самиот трк на подготовка за брзинско и далечинско пливање, а тоа покажуваат нели и нашите квалитетни пливачки школи кои што ги обавуваме нели во текот на летната сезона. Покрај организацијата на Охридскиот маратон, според програмата на Пливачката федерација на Македонија, се и одржување на пливачки маратони на Преспанското, Велешкото и на Дојаранското езеро. Ете, почитувани гледачи, овде го заокружуваме ова предпразнично издание на информативната емисија на Ирис телевизија. Благодарност за вашето внимание. Утре празник, убав ден, 2 август, Илинден. Нека е за многу години овој празник и секако утре се чествува и Свети Илија и за многу години името на сите оние кои ќе слават имен ден. Довидување и секое добро.